почитувани говорници, новинари и останати посетители. Ќе ви посакам добре дојде на оваа информативна средба организирана по повод активностите за подигнување на јавната свест во рамките на проектот Отстранување на технички и економски бариери за започнување на ремедиацијата на локациите контаминирани алфа ХЦХ, бета ХЦХ и загадени места со линдан во Охрис. Токму овде во канцеларијата на Македонското еколошко друштво. Почитувани присутни, би сакала да ја поканам господја Каја Шукова, државен секретар за животна средина и просторно планирање, да ни се обрати да го поздрави настанот. Повелете. Добар ден на сите. Во име на Министерството за животна средина и просторно планирање, како носител на проектот кој се грижи за соодветна негово спроведување и имплементација преку Канцеларијата за перзистентни органски загадувачи. Денеска сме тука собрани во насока на имплементација на една од компонентите на проектот, а тоа е да подигнеме јавната свест и да кажеме, да информираме јавноста за значењето на овој проект. Вакви настани ќе има повеќе во рамките на оваа компонента. Редовно ќе информираме јавноста за активностите кои што се спроведуваат. Public about the activities implemented within the project. Thank you, and I look forward to have a successful event. Okay, thank you. Before we take a look at the very short video prepared for this project activity, I would like to give some introduction words about this project and the activities related to it. We are talking about a multi-annual project which is financially supported by implementiran преку УНИДО, а се спроведува во координација со Канцеларијата за неразградливи органски загадувачи на Министерството за животна средина и просторно планирање. Самиот овој проект вклучува голем број на засегнати страни и чинители кои со својата стручност и искуство обезбедуваат соодветна поддршка и спроведуваат специфични активности поврзани со процесот на чистење на линданот. Главната цел на овој проект е да се обезбедат услови за безпречено отстранување и поддршка на процесот за отстранување на депонираниот линдан од една од двете постоечки депонии кои знаеме дека се наоѓаат во фабриката Охрис. Познато ни е дека оваа фабрика и двете депонии со линдан се наоѓаат на југоисточниот рак на Скопје, во индустријската зона која ги поврзува градот Скопје и населбата Драчево. Овој објект е формиран во 60-тите години, а линданот како таков, односно како суровина, бил произведуван од 1965 се до 1972 година. Станува збор за едно органско соединение кое во минатото се користело како инсектицид, а во некои случаи и при третман на некои инфекции. Активностите за подигнување на јавната свест за значењето на линданот и неговото влијание врз здравјето на човекот и квалитетот на животната средина започнуваат да се спроведуваат со започнувањето токму на самиот овој проект и активно продолжуваат се до финалното завршување на овој процес на чистење. Токму по тој повод Македонското еколошко друштво е носител на овие активности за подигнување на јавната свест во рамките на овој проект и тоа преку најавување на започнувањето на процесот на отстранување на линданот од малата депонија, преку спроведување на истражување за јавната свест на локалното население, во однос на нивното познавање на тоа што е линдан, со цел нивно информирање за идното отстранување на едно од двете депонии, преку организирање на работилници и дебати и преку изработка на пропаганден материјал со информации за линданот и едукација на помладата популација. Информациите главно се насочени кон жителите на општините Кисела Вода, Аеродром и Газибаба, кои се во непосредна близина на фабриката Охрис, меѓутоа секако и кон пошироката јавност на градот Скопје и на национално ниво. Процесот на чистење на линданот како суровина опфаќа повеќе фази, вклучувајќи прва подготвителна фаза со оперативни активности на теренот и обезбедување на персонал кој ќе работи на истиот терен, преку обезбедување на механичка опрема и машини, истражување на самата почва и преку обуки на вработените. Следува оперативна фаза во која ќе се спроведуваат и конкретни активности поврзани со ископувањето и ракувањето со отпадот, пакување, складирање и реставрација на истиот.
И секако завршна фаза на целиот процес е всушност делот на транспортирање на отпадот до објекти за конечно отстранување од Република Северна Македонија преку соседна Република Грција се до Франција и Холандија. Почитувани, тоа би било накратко за процесот на отстранување на линданото до ХИС и активностите поврзани со тој цел процес. Повеќе детали ќе слушнеме од нашите денешни говорници, меѓутоа сега би сакала пред да ги слушнеме говорниците на денешната средба, да ве поканам да го погледнеме кусото документарно видео кое што е подготвено за самата оваа проектна активност. Повелете. Можете да поканам одговорниците? Поради технички грешки малку ќе го одложиме видеото, па по тој повод ќе ги поканам госпоѓа Сузана Андонова, национален координатор на проектот, и господинот Александар Мицковски, представници на Канцеларијата за ПОПС при Министерството за животна средина и просторно планирање, да ни се обратат. Благодарам. Добре дојде во име на Македонското еколошко друштво како домаќини на овој настан, и добре дојде на настанот во рамките на самава компонента за подигање на јавна свест. Задоволство ми е секогаш кога имаме средба да ги споделиме информациите поврзани со овој проект, поврзани со општо нови информации за јавноста, поврзани со химикалиите кои припаѓаат на листата на Стокхолмската конвенција, перзистентните органски загадувачи. Ние подготвивме една презентација која мислам дека ќе ви ги доближи нашите активности како канцеларија. Основните податоци за овој проект, значи носител на проектот е владата на Република Северна Македонија, се разбира преку Министерството за животна средина и просторно планирање. Извор на финансирање е глобалниот еколошки фонд, но и владата на Република Северна Македонија која обезбеди кофинансирање за овој проект. Извршно тело е, како што споменав, Министерството за животна средина и просторно планирање преку својата канцеларија за ПОПС како координатор на активностите. Грантот кој го добивме од глобалниот еколошки фонд е во висина од 3.100.000 долари, а кофинансирањето согласно критериумите на глобалниот еколошки фонд кои беа обезбедени од страна на нашата влада се 12.450.000 долари. Време траење на проектот предвидено е да заврши проектот до крајот на оваа година. Поточно очекуваме овој проект да заврши во јуни, се надеваме дека така ќе биде, со количините кои се предвидени и договорени во рамките на проектот со УНИДО, иако е обезбедено доволно средства за да се комплетира целосното чистење на малата депонија. Значи, проектот на УНИДО ќе биде посветен на чистење на првиот лот или првиот базен од целата мала депонија. Историјат за производството на линдан, веќе нешто слушнавме од господјата Викторија, меѓутоа еве да повториме, не е на одмет. Значи комплексот за производство на линдан се состоел од погони кои произведуваат хексахлорциклохексан, линдан, трихлорбензен и хлороводородна киселина. Тие представувале некој обединет технолошки круг кој се поддржувале помеѓу себе. Техничкиот хексахлорциклохексан со присуство на гама изомер во висина или концентрација од 12 до 14% бил произведен со фотосинтеза на хлори и бензил, додека околу 85% отпаѓале на неактивни изомери, како што се алфа, бета и делта изомерите, кои се всушност нус производи во технолошкиот процес. Остатокот од неактивните изомери
биле фрлени на самата локација во кругот на Охис во 2 бетонски базени. Постоеле напори, се вложувале напори да се искористат овие нус производи со цел да се извлече да се извлече хлорот и да се синтетизира хлороводородна киселина, меѓутоа не успеале, и трихлорбензен не успеале и поради тоа овие количини измешани со почва се зголемиле многукратно. Значи од 2800 тони колку што се проценува вкупното производство на линдан, тоест на овие нус производи, вкупно заедно со останатата почва која била одложена на самото место, се формирале вкупно 25.000 тони на неактивни изомери, кои биле несоодветно фрлени. И поради тоа настанала секундарна контаминација на почвата и подземните води, вклучително се присутни и емисии во воздухот. Хронолошки е интересно да се спомене дека со цел да се реши овој долгогодишен проблем, постои историја во активностите, тоест во напорите да се најде решение за оваа контаминација, за оваа жешка точка во кругот на Охис и се разбира е жешка точка и за целата земја. Значи датираат активностите, ако не ги спомнуваме предходните активности во рамките на некои меѓународни студии во земјата на национално ниво од 2003 првата еколошка студија за идентификација на контаминација со ХЦХ и други загадувачи во кругот на Охис била подготвена од страна на професорот Светомир Хаџиорданов заедно со доктор Јосиф Таневски од Фармахем. Во 2004 година во рамките на првиот национален имплементационен план за редукција и елиминација на перзистентните органски загадувачи беше опфатен и ХЦХ и линданот како проблем, постоечки проблем кој сметавме дека треба да биде приоритет во овој план. Во 2006 година првите чекори за вклучување на експерти од изработка на студии кои ќе покажат и ќе го идентификуваат степенот на контаминација на овие депонии во кругот на Охис, па и за пошироката околина. Значи, во рамките на овие активности во 2006 година имаше преговори со експертски компании и се разбира и со националните институции, министерства од државите како што се Шпанија, Чешка, Италија, Романија, Германија, Србија. Исто така, нашата канцеларија, како дел од Министерството за животна средина, се вклучи во активностите на форумот, кој конкретно се занимава со хексахлорциклохексанот како загадувач на глобално ниво. Во 2006 исто така беше направена во рамките на студијата за Европската банка за обнова и развој, беше направена within the frames of the study of the European Bank for со ХЦХ со линдан во кругот на Охис, како жешка точка се разбира. Во 2007 година детално истражување на локацијата и анализа на ризикот со помош на донација од Република Чешка во соработка со Фармахем и Државниот инспекторат за животна средина беа направени тие истражувања, беа земани примероци со цел да се утврди контаминацијата на самото место. И тоа имаше изработено експертската компанија Енакон во соработка со Деконта. Во 2009 година линданот и неговите изомери и официјално на глобално ниво се одлучи да биде ставен на листата на Стокхолмската конвенција за перзистентни органски загадувачи заедно со уште 9 хемикалии со слични особини. По оваа одлука Македонија веќе имаше полно право да аплицира за финансирање на целосен full size проект за елиминација на овие хемикалии во Охис. Од 2007 до 2010 година беше направена компаративна студија со италијанска помош за изработка на концептуален дизајн од страна на компанијата Да Полонија со финансиска помош од Министерството за животна средина на Италија. Во 2011 година
Веќе започнавме како канцеларија, се разбира во координација со Министерството, тесна соработка со Министерството, да направиме една прва апликација до Глобалниот еколошки фонд со цел да се одобри проект за изработка на проектен документ. Во 2013 година владата на Република Македонија се разбира во координација со барањата и критериумите на Глобалниот еколошки фонд, утврди дека е потребно да се обезбеди кофинансирање во висина од 12 милиони, од кои половината се in-kind или непарични средства или вредност, и другата половина е парични средства кои владата ги обезбеди за овој проект со цел да се исполнат барањата кон ГЕФ. Во 2015 официјално проектот како целосен севкупен проект беше одобрен од страна на Глобалниот еколошки фонд и еве сме тука пред крај, би рекла, на нашиот дел од чистењето, а сепак целта на овој проект меѓу другото беше и да се мобилизираат средства за да се обезбеди целосно чистење, прво на малата, а потоа и на големата депонија. Направивме напори да го обезбедиме и тоа. Локацијата веќе беше споменато каде се наоѓа на територија на општина Кисела Вода. Големата депонија е лево на слайдот, малата депонија е десно на слайдот, таа е предмет сега на чистење. Ја избравме малата депонија да започнеме со неа заради тоа што сметавме дека ќе биде поедноставно да се обезбедат првичните средства за целосно комплетирање на чистењето на депонијата. Инаку, доколку започнеме со големата депонија, секако со оглед на тоа дека се потребни многу поголеми средства, може би ќе останеше недовршено. Од тие причини, за да не предизвикаме дополнително емитирање на загадувачи во животната средина, одлучивме да работиме прво на малата депонија. Ова се примери за случаи на контаминација или на неправилно одлагање на ХЦХ и линдан во другите земји. Овде конкретно овие 4 слики се однесуваат на источна и западна Германија, како што можете да видите, дури по несоодветно во однос на она што го одбрала компанијата Охис во периодот кога се соочила со големи количини на нуспроизводи при производството на линдан. Ова пак е еден случај кој сега е во тек, значи во тек е чистењето на околу 500.000 тони ХЦХ и контаминиран отпад во Базел, кој се наоѓа, погонот за линдан се наоѓа покрај реката Рајна. Како што гледате, ова се огромни количини на прашок, на контаминиран материјал, кој во тој период кога се складирал дори го користеле за нивелирање на површината на земјата во околината, што значи дека дури и современите и западните земји не биле свесни за опасноста која демне од овие хемикали. Која е целта на проектот? Веќе споменав, меѓутоа долгорочна цел е нели да се елиминираат сите складирани количини на ХЦХ од двете депонии. Главната цел е, се разбира, заштита на животната средина и здравјето на луѓето од сите присутни загадувачи и нивните несакани дејства. Многу важна придобивка е подобрување на политиките во решавање на контаминираните локации, како за ова, а и за сите други контаминирани локации во земјата, и за јакнување на институционалните и технички капацитети за управување со контаминирани локации. Но исто така, како што споменав, една од целите на проектот беше да се воспостави финансиски и технички одржлив механизам за обезбедување на средства за финансирање на активностите се до конечно елиминирање на складираниот ХЦХ и линдан, кои се присутни сега во кругот на Охис. Конкретни цели и тоа што нас како проектна канцеларија ни беше задача да ги спроведеме, се поделени во 5 сегменти. Првиот сегмент е воспоставување на правна рамка и институционални капацитети, за да се capacities in order to support the process of ХЦХ во Охис. Вториот е карактеризација или идентификација на контаминацијата на самата депонија, оцена на ризикот и дефинирање на опции за управување со ризикот.
Третата цел е воспоставување на план и стратегија за чистење на контаминираната локација, инволвирање на сите чинители, вклучувајќи и локалната заедница, одбирање на компанија која ќе ги исполни стандардите и критериумите за примена на соодветна технологија на пристап во чистењето на линданот во Охрид. Четвртата цел е започната деконтаминација и испорачани првите спакувани количини на уништување. И петата цел е воспоставување на одржлив механизам кој ќе овозможи одржливост и по завршување на нашиот проект, на проектот кој е финансиран од ГЕФ и имплементиран со УНИДО. Ова е еден работен план, можете само да си добиете представа како сме ги следеле задачите кои требало да се спроведат. Сега сме некаде во фаза на четвртата фаза фактички или исполнување на четвртата цел. Беа потребни нормално и административни процедури да се исполнат од аспект на обезбедување на дозволи за работа на терен, одобрување на план за ремедиација на контаминираната локација. Тоа беше обезбедено, се разбира, беше формирана работна група во рамките на Министерството за животна средина, која си имаше мандат да го разгледува планот за ремедиација и да одлучи по истиот. А инаку овој план за ремедиација беше обврска на избраниот изведувач да го подготви пред почетокот на деконтаминација, т.е. чистење на депониите. Исто така направена е програма за мониторинг која е присутна во моментов на самата локација. Тука имаме представник од компанијата која е одговорна за супервизија и мониторинг, следење на чистењето на самата локација, следење на параметрите. Имаме представници од академијата кои исто така помагаат во изработка на лабораториските анализи, земање примероци и така натаму и толкување нивно, се разбира, со цел да се утврди колку соодветно се работи во текот на чистењето, дали постојат некакви несакани емисии и со цел веднаш да се превземат мерки доколку има несакани емисии. На локацијата, како што може и не може да се види убаво, меѓутоа долу гледате 3 точки, тие се мониторинг точките од каде што се земаат примероци околу самите депонии. Меѓутоа исто така направивме напор да се постават мерни места надвор на поголема дистанца, надвор од кругот на Охрид. Едната ја поставивме во основното училиште Гоце Делчев во општина Аеродром, другата поставена е тука во просториите на Македонското еколошко друштво со цел да се утврдат несаканите емисии доколку се појават. Што значи се води сметка за директни и индиректни ефекти од самото чистење. Овие фотографии покажуваат дел од активностите, поставување на ограда, заштитна ограда, поставување на мерните станици, поставување на табли информативни пред депонијата. Горе десно е мерната станица поставена на училиштето. Овие фотографии покажуваат значи реализација на проектната задача 4.8, што значи спроведено чистење на малата депонија. Значи овие се први подготвителни фази со цел да се постави шаторот. Беа направени ископ беше направен околу малата депонија со цел да се постават темели за металната конструкција на шаторот и да се постави шатор кој ќе ги спречи емисиите за кои претходно споменав, да се спречат било какви емисии во околината, како потесната околина околу депониите, така и надвор од неа. Како што гледате, се гледа напредокот во поставувањето на металната конструкција. Навистина одзема повеќе време отколку што очекувавме, меѓутоа навистина се обрати внимание на безбедносните аспекти пред да се започне со било каква активност со ископ на самиот контаминиран материјал. Делува гломазно, робусно, меѓутоа навистина и моќно. Кога ќе влезете во шаторот, изгледа навистина импозантно. Се осеќате безбедно, иако е натре во шаторот се високи емисиите, меѓутоа заштитата и сите безбедносни мерки се на највисоко можно ниво. Сите мерки се превземени
на начин како што е предвиден и како што е препорачано од експертите, така да сметам дека сето што беше досега направено е направено на соодветен начин. Ова е веќе поставувањето на церадата, тоест на фолијата на врз металната конструкција, со монтирање на крајот на тунелите, посебни тунели за механизација, посебни тунели за персонал и за изнесување на пакуваниот отпад. Исто така пропратна опрема која требаше да биде поставена на самата локација и внатре во шаторот, обезбедување на целосната опрема за пакување, буриња и така натаму, се беше обезбедено соодветно и на време. Значи единствено за кое што не се надевавме, а што ни одзема најмногу време, беше поставувањето на шаторот. Инаку сето друго, мислам дека течеше до сега во соодветен некаков, со соодветна динамика. Ова претходно, не знам дали да го вратам, ова е лентата на која се поставува ископаната земја и се префрла или претура во бурињата, значи овие се елементи потребни за препакување. Овие се активности, се што сме направиле до поставувањето на шаторот. Ова беше една официјална посета од страна на премиерот на нашата држава и министерот за животна средина, евроамбасадорот, директорката на УНОПС. УНОПС е агенција на Обединети нации кои си ја превзема обврската да продолжат со чистењето откако ќе го завршиме оној дел кој е обврскан на ГЕФ проектот. Консултации на самиот терен, на самата локација во канцеларијата, како што можете да видите, доста се размислува на секој, буквално на секој детал и се консултираме заедно со експертите кои беа одговорни за супервизија и мониторинг од компанијата ТАО во соработка со Деконсема како локална национална компанија која соработува со ТАО. Колегите од Полиеко кои исто така си ја работата и постојано сме редовно на дневна основа соработуваме. И ова долу, најдолу во десниот агол може да видите дека голема количина се веќе е завршена со пакување на чистиот ХЦХ отпад. Останува контаминираната почва да се препакува и да се транспортира во инсталациите за третирање, за третман на контаминираниот материјал и согорување. Се разбира, бидејќи ќе оди во Холандија на третман на контаминираната почва со пониски концентрации на присуство на ХЦХ и она што е чиста хемикалија ќе оди на директно согорување во Франција во инсталацијата Треди. Толку. Може би ќе можеме да се вратиме на ова. Ама овие се фотографии, не знам зашто не излега последните. Чисто илустрација е тоа за тоа како изгледа работата во инсталациите. Во секој случај, не ја споменав компонентата за подигање на јавната свест. Во постојана соработка и комуникација сме со Македонското еколошко друштво, кое склучи договор со УНИДО со цел да ја покрива компонентата за подигање на јавната свест. Како што спомена Викторија, веќе се направени голем дел од задачите кои беа предмет на нивната обврска, меѓутоа исто така и комуникацијата со новинарите, комуникацијата со медиумите и стручните лица експерти е секојдневна. Така да им благодарам за тоа, заради тоа што комуникацијата со јавноста сепак е потврда за тоа дека сепак се работи на транспарентен соодветен начин при имплементација на вака специфични проекти. Ви благодарам многу на вниманието. Ви благодарам за излагањето. Како следен говорник го поканувам господин Ѓорđ Цајмос, одговорно лице на фирма изведувач на активностите Полиеко, да сподели повеќе информации за спроведувањето на конкретните активности за отстранување на лимданот и контаминирана почва со лимдан од малата депонија во Охис. Повелете. So, good day, everyone.
My name is George Saimos. I'm Polyecos Technical Manager and acting site manager of the project. So we have prepared a small presentation on the project. The title of the project is the removal of technical and economical barriers to initiating the cleanup activities for alpha, beta, and lindane contaminated site at Ohis. Our employer, the client, is United Nations Industrial Development Organization, also known as UNIDO. На Обединените нации за индустријски развој. To begin with, just a brief description of Само да започнам, еден краток опис на нашата компанија, кои сме ние. Ние сме Polyeco. Ние сме во секторот за управување со отпад од 1977 година, а инаку од 2001 година имаме формирано, основано две фабрики во Грција. Нашата главна активност е управување со индустријски отпад и одржливо управување со отпад генерално кога зборуваме. Значи, за да дознаеме нешто повеќе во врска со проектот, во врска нели со главен загадувач на Охис се загадувачите линданот и трихлоробензенот. Исто така, тука е и депонијата која што се нарекува Делта депонија. И еден од факторите кои што ги забележавме за време на нашето работење тука, дека отпадот исто така може да се најде и надвор од периметарот, значи излезен надвор од таа мала депонија. И вкупно овој договор, во рамките на овој договор, кој што се вика лот 1, задолжени сме да отстраниме 450 тони на ХЦХ отпад, заедно со плюс уште 200 тони контаминирана почва, значи вкупното количество кој треба да го биде решавано со проектов е 650 тони. So in terms of the procedure that we have reached. Ако зборуваме за процедурите кои што се досега утврдени и дефинирани како такви, значи прво, откако ни беше доделен проектот, беше потребно да подготвиме соодветна документација, како што се, например, табела за анализа на критичката патека, план за ремедијација, план за безбедност и заштита, со цел истите да бидат одобрени и уште еднаш како што треба одобрени. Потоа имавме набавка на соодветната опрема за теренска работа, понатаму организирање на прекугранични дозволи за извоз на отпадот кон Европа согласно Базелската конвенција. Потоа следната фаза беше започнувањето на теренските операции, каде што ние тука дојдовме некаде во средината на месец септември, за да почнеме конкретно да работиме на проектот како што е предвидено. За време на теренските операции се подготвивме и го поставивме местото како што треба и тогаш започнавме всушност со активностите. Инаку главната работа во однос на поставувањето на местото беше инсталацијата на еколошки ограден простор кој што подразбира соодветно зонирање на целокупното место и потоа почнаа работите на ископување, при што целта беше да се санира ископуваното подрачјето каде што се спроведува. Инаку генерално пакувањето на ХЦХ отпадот во соодветни медиуми за пакување одобрени од Обединетите нации и загадената контаминираната почва ќе биде спакувана во посебни рефус контейнери БК2 кои што ќе бидат како такви извезени кон Европа. По направеното пакување на отпадот, означувањето на заштитениот или отпад е направено во согласно со меѓународните регулативи, како што е AMDG, кој што е регулатива за опасни материи кои што се превезуваат по море. Потоа ќе ги натовариме и ќе го обезбедиме тој отпад во посебни специјализирани контейнери и карго контейнери за понатамошен транспорт кон Европа. И по добивањето на отпадот во соодветните
постројки како крајна дестинација каде треба тој да биде одложен, тоест фрлен, тој ќе биде соодветно третиран и фрлен или одложен и потоа ќе бидат издадени соодветни сертификати за тоа и кои ќе бидат доставени заедно со конечниот извештај до УНИДО. Сега да преминеме малку подетално во врска со тоа како изгледа самото место каде работиме. Ова како што може да видите малата депонија или алфа делта депонија. Ова е алфа бета големата депонија, која што всушност е границата на нашето место каде делуваме. Инаку самото место е поделено во вкупно 3 зони. Црвена, жолта, The role of the zones actually is to define од овие зони е да се дефинира какви типови на операции можат и треба да се преземат во секој од тие зони поединечно и тие го покажуваат нивото на ризик во секоја зона. Тука конкретно во црвената зона е всушност самиот простор. И сите активности за ископување се случуваат токму во тој ограден простор, каде што ризикот на изложеност е многу поголем. Додека надвор од шаторот или надвор од црвената зона, имаме жолтата зона, каде што привременото складирање на заштитениот материјал или отпад се прави, исто така заштитените буриња се тука, заштитените контейнери кои што се полнат со отпад привремено се чуваат во ова ново место и чекаат да бидат извезени понатаму. Исто така тука во црвената зона ризикот е помал, затоа што ние не сме во директен контакт со АХС материјалот, бидејќи се е веќе спакувано претходно и конечно имаме зелената зона, каде што се наоѓаат канцелариските контейнери за персоналот и тоалетите за луѓето кои што работат. Тука ризикот е дури уште помал, бидејќи тука не сме во директен контакт, дури не сме во контакт ниту со заштитените материјали и доволно сме далеко и безбедно од црвената зона. Сега некои многу важни параметри да спомнам само во врска со ова место. Тука се овие единици со негативен притисок, кои што имаат капацитет од 90.000 кубни метри воздух годишно и сите тие постојано, двете работат постојано со цел постојано да се филтрира воздухот пред да биде испуштен во околината. А кога зборуваме за зонирањето и соодветната заштита опрема, ППЕ опрема која мора да се носи секогаш кога се работи нова место, како што веќе ви спомнав, црвената зона е зоната каде што се најблиску до опасните материјали, тоа е внатре во шаторот, како што реков, значи таму ризикот на изложеност е поголем, па затоа таму личната заштитна опрема е со највисоки стандарди. Таму и ова е таа заштитна опрема, значи рефлективен елек, чизми, облека, маска што го покрива целото лице, ракавици и така натаму. Додека пак за жолтата зона ризикот е малку помал, тука ризикот од изложеност е помал и во таа смисла главната операција која што тука се прави е складирање на заштитените материјали. Па затоа не е ни потребно да се носи маска која го покрива целото лице, туку само половина лице, па може дури и обична маска запрашена, бидејќи нели сме во зона која што е и надвор. И на крајот имаме зелената зона во која нема или има минимална ризик на изложеност на опасните материјали, па во таа смисла личната заштитна опрема тука е уште со пониски барања кои мора да се носи. Еве сега да кажам нешто во врска со поставеноста на самото место и обуката на персоналот кои што беа направени пред да се почне со конкретната работа. Сега ова е влезот на местото. Значи, еве имаме табла која покажува што треба, односно не треба да се прави тука. Например, забрането пушење, забрането јадење на местото, тоест во рамките на самото место. Исто така има и определени системи на осветлување во шаторот, за да се бидеме сигурни дека има доволно видливост за работењето. Исто така контейнерите, за нив се води посебна сметка. Целото зонирање и сите мерки за заштита и безбедност при работа се направени во согласност со
знаците што ги гледате тука на оваа фотографија. Понатаму сите зони се посебно значени како такви. Понатаму безбедноста и заштита, опрема, имаме посебни уреди за правосмукалки, HEPA правосмукалки. Исто така многу параметри се следат, исто така и водата и почвата се предмет на следење. Подоцна ќе ги споделам деталите со вас во врска со ова. Потоа ги имаме комплетите за прва помош, кои што се достапни на повеќе места, точки на самото место. Тука, например, можете да видите како изгледа коридорот за контаминација. Имено кога персоналот што работи во шаторот излегува од шаторот, тука се мијат и тука ги вадат сите остатоци од почва, пошто одат во специјализиран на приколка за деконтаминација, каде се тушираат или не се тушираат, зависно. А инаку пред да се почне со самата работа, спроведовме неколку обуки за наменети за целиот персонал, чисто да бидеме сигурни дека нив има јасно што правиме, на што работиме и како го правиме тоа. Главните теми на тие обуки беа стандардните оперативни процедури, односно што значи со други зборови како работиме и зошто токму тоа го правиме на тој начин. Уште една тема која што ја опфативме е страничното зонирање и како треба да се движат помеѓу зоните од една во друга зона. Се разбира точната употреба на личната заштитна опрема, како да се соблекува и облекува заштитната опрема и се разбира за процедури за вонреден случај, ако не дај Боже се случи некаква несреќа внатре. Ова е личната заштитна опрема која сите вработени ја користат. Веќе спомнав нешто од ова. Еве гледате оделото, облеката како изгледа. Таа е отпорна на хемикали, на течности и на цврсти материјали. Понатаму респиратори кои може да се користат повеќе пати, половина од лицето што покриваат. Понатаму гумени хемиски отпорни чизми за сите вработени. Потоа имаме шлемови, потоа имаме респиратори кои што можат исто така повторно се користат со по целото лице кои што работат во шаторот. Понатаму безбедносни очила во комбинација со респираторите претходно, исто така нитрилни ракавици и тие се. Сега кога зборуваме за инсталацијата на еколошкиот ограден простор, бидејќи станува збор за голема конструкција, моравме да започнеме целата операција така што копавме темели. И копањето на темели беше предуслов, нели, знаете дека карактеристиките на почвата во Охрис бара или бараше голем басен. Еве како што можете на долната слика да видите, тоа е целиот ископан материјал беше превезен од ова подрачје кон посебно специјализирано депо и сите овие тука работи се дефинирати, односно секој делче од ова е специфицирано од каде доаѓа и плюс се покриени со ПВЦ фолии земјата, за да се обезбедиме дека ако случајно да не дојде до потенцијална контаминација и да не се шири случајно тоа понатаму. Ова е после завршувањето на копањето темели, ова е металната конструкција на самиот шатор, ние го викаме. Димензиите на целиот овој шатор се 55 метри на 50 метри на 19 метри, како висина 19 метри. Инаку целиот шатор тежи околу 90 тони и ги исполнува сите барања. Значи, отпорен е на земјотрес од 9 степени Меркалиева и на исполнува уште некои други. Исто така, еколошкиот ограден простор постои за да се обезбеди дека ништо од штетните гасови, частички и така натаму да не излезат надвор од самиот шатор. Исто така, целокупната структура е опремена со 3 различни тунели, затоа малку подоцна, со оделенија единици за негативен притисок, кои што се опремени со активни филтри за да се обезбеди дека ништо нема да избега од просторот или конструкцијата. Ова исто така е како шаторот изгледа
после кога беше завршен, има тие тунелите што ги спомнав, ова се тие 3 тунели. Овој најмалиот се користи за персоналот и за движење на вилушкар. Овај овде е секундарниот тунел кој што се користи за посебен железнички систем со кој што се транспортираат рефус контейнерите во кој е содржан целокупниот ископан материјал. И третиот тунел се користи за влез и за излез на механизацијата. Значи, ова овде можете да видите дека системите за филтрација на вода заедно со соодветниот резервоар за собирање на отпадната вода, а исто така да спомнам уште еден важен параметар е дека ние исто така ја собираме и дождовницата. Дождовницата која што се лизга по шаторот. Гледате тука од страна се собира во еден каналов дека и се пумпа во внатрешноста на овој резервоар. И истиот таква иста структура имаме и на другата страна од шаторот. Еве како изгледа внатрешноста на шаторот на десната слика, а на левата слика се единиците кои што создаваат негативен притисок за шаторот. Од аспект на конкретно што се работи, нели кога зборуваме за ископување, клучни елементи кои што досега ги имаме спроведено се ископување на контаминираната почва над првиот басен, пред да дојдеме до конкретниот линдан. По отстранувањето, користиме портабилен XRF анализатор, кој што се користи за скрининг и за земање мостри, преку кој ќе определиме индикативно концентрација на хлор на ископаниот материјал. Потоа, нели, откако ќе се отстрани или после првата класификација се отстранува почвата и таа привремено се складира на купче во самиот шатор, на купчиња. Исто така применуваме и пластични покривки за да избегнеме вкрстена контаминација. Потоа секое купче се зема примероци според лага стандардите, тоа е германски метод за земање мостри или примероци од купчења земја и потоа мострите се доставуваат до акредитирана лабораторија за да се направат понатамошни анализи. И главната идеја тука е да се спакува отпадот од линданот во посебни бурења, а почвата да се спакува во специјализирани булк или рефус контейнери. Сега тука можете да видите како ние всушност го правевме сето ова. Ова го спомнав одстранувањето на вегетативната покривка, тоа е горниот слој од почвата во бурења и потоа можете да видите ова како се прави XRF скрининг. Овој анализатор се користи за да се идентификуваат концентрациите на хлор и на уште неколку други параметри кои што се важни да видиме дали ги има во самата почва. После одстранувањето на горниот слој на почва, што правиме? Земаме мостри од слоевите, со секој со дебелина од 25 до 50 сантиметри одеднаш и ги ставаме на пластични покривки и потоа ставаме XRF скенирање за да ги идентификуваме концентрациите на хлор и на уште некои други состојки. Еве како изгледа еден одстранет слој на почва или во тек на одстранување и се пренесува на купче се става, тоа е ова тука, и од таму се земаат мостри кои, како што реков, се испраќаат до лабораторија за анализи. Оваквата контаминирана почва ќе биде спакувана во вакви посебни рефус контейнери со отворен врв. Овие контейнери ќе се стават на ваква на шините ги спомнав преска кога зборев за тунелите. Значи ова тука се става тука и потоа оди под тоа, односно контейнерот значи се става врз шината и потоа шината излегува надвор каде ќе биде крен подигната со дигалка, со кран и ќе се натовари на камион. И после од тамо ќе оди во пристаништето на Солун, од каде пак ќе биде качено на брод за да биде превезена по морски пат до Холандија и до Германија. Ова тука е кога конечно дојдовме до самиот линдан. Како што можете да видите, ова беше првичното ниво на земјата. Гледате колкава количина на земја беше извадена со методот што ви го спомнав претходно.
И еве, ова е моментот кога конечно дојдовме до линданот како отпад. Можете да видите дека се наоѓава во басени, еве досега што имаме ископано во првиот басен на сликата. Големина, прилика ширината на овој басен е 4 метри, додека должината му е 30 метри, а длабочината околу метар и пол. Два кранови или ископувачи беа користени за да се става отпадот на подвижна лента и можете овдека да видите дека прво овдека се прави скрининг како сито за да не паднат големи страни материјали како камења и слично да не поминат низ тоа. Кога ќе помине низ скринерот, се пренесува преку подвижна лента до целта каде ќе се врши пакувањето. Еве како изгледа како функционира. Отпадот е најдолу, па потоа оди горе, па паѓа тука да биде уште посетен материјалот и овдека веќе на најмалиот дел и тука се бурињата и бурињата се полнат со отпад. Како што можете и тука да видите, еве како изгледа, како полнење изгледа на бурето. И кога ќе се соберат, односно кога ќе се наполнат бурињата, ги вадиме од шаторот, се мерат, се обезбедуваат и еве како изгледа привременото складирање во жолтата зона, како што е сега се прави. До сега имаме препакувано околу 330 тони вкупно заедно линдан. Пред да се направи извоз, како што спомнав и претходно, ќе мора да ги етикетираме сите контейнери и сите пакувања, целиот спакуван материјал со ваквите етикети. Ова се претходно стандардни етикети за ваков тип на материјал. Според INDG PI регулативите, значи линданот ќе биде транспортиран според UN 2761, кој што одговара на отровни субстанции и неговото име е отпаден органохлорски пестицид, цврсто токсично. И додека почвата ќе оде под UN 3077, кој што е се еколошки опасен отпад, субстанција, цврста форма. Ова е како изгледа товарењето на контейнерите. Гледате дека се става пластична основа во сите контейнери, за да се обезбеди случајно да ако се истори нешто, да може тоа лесно повторно да се собере уште еднаш. Еве ги бурињата како се редат едно врз друго и со ленти се врзува да не мрда. Потоа се товари целиот контейнер на камион, на платформи и на исти начин, еве гледате тука каква е етикетата на овој контейнер, ќе биде превезено до пристаништето во Солон и реков ќе оди потоа со брод во овој случај до Франција. Од аспект на еколошки мониторинг, како што спомнав и на претходната презентација, има 3 различни локации кои што ние ги мериме. ХЦХ изомерите надвор од шаторот и исто така го мериме квалитетот на воздухот во внатрешноста на шаторот исто така. Како што можете да видите овдека, имаме инсталирано посебни воздушни пумпи кои што се опремени со определени делови и тие делови го собираат воздухот, односно земаат мостри од воздухот кои потоа исто така и тие се испраќаат до акредитирани лаборатории за анализ. Инаку, освен ова, ги мериме и частичките прашина во рамките на шаторот. Ова е посебен инструмент EPAM 5000 кој што го користиме секојдневно додека работиме. Исто така користиме детектори за газ во целиот шатор за да идентификуваме евентуално присуство на CO, H2S и други некои гасови за чие присуство мораме да го следиме. Од аспект на следењето на водата, спомнав дека имаме систем за филтрација на водата и сите измивања од единицата за контаминација, сите измивања на самите контейнери или пак дождовницата, сето тоа заеднички се собира во овие малечки бафер резервоари и се филтрира со активен јаглен и со песок и потоа филтрираната вода како таква се собира во друг контейнер. Пошто се зема мостра од водата, која се испраќа до акредитирана лабораторија за цели на анализа.
Сега, кога зборуваме за прекогранично движење на отпадот кон Европа, прекограничното движење, еве како се нарекува. Тука се дозволите кои што треба да се извадат, наведени на слайдов, а тука се наведени документите кои што се потребни за секој ваков тип на превоз на особено на опасни добра. Значи треба да има декларација, треба да има фактура, треба да има листа на пакување, кои што се нели сите потребни за царински постапки. По приемот на овој отпад од страна на посебните постројки кои се занимаваат со неговото одлагање, ХЦХ отпадот кој што ќе оди во бурињата ќе биде спален, додека за контаминираната почва ќе оди во специјализирани контейнери и таа ќе биде термално обработена. И се разбира после издавањето на потврдите дека е навистина направено ослободување или одлагање на отпадот и се испраќа до УНИДО. Ви благодарам за излагањето, за надзорот, контролата и мониторингот на спроведувањето на активностите за отстранување на линданот. Поканувам да ни се обрати националниот представник на ТАУ, господин Трајче Митев. Повелете. Благодарам. Значи, во следната презентација ќе се обидам накратко да ја представам организацијата на процедурата за надзор во текот на проектот за отстранување на линданот од ОХИС. Зашто? Аха. Во ред. Значи, ремедиацијата на почвата како процес е релативно сложен процес кој подлежи значи на чести примени при извршувањето на активностите и значи улогата на самиот надзор во овој процес е следната: да се осигура дека изведувачот ги почитува договорните активности, исто така како дел од кој што се и заштита на животна средина и безбедност и здраве при работа. Исто така следно активно се постигнување на договор со изведувачите за одредени измени и девијации во текот на работењето и независно известување за постигнатите резултати. Накратко приказ на хиерархиската поставеност во проектот, значи Министерството за животна средина и просторно планирање, канцеларијата на УНИДО, холандската компанија ТАУ како носител на надзорната активност и кој што пружа позадинска поддршка, Деконсема како локална поддршка на надзорот значи во нашата република и Полиеко како изведувач. Делегирањето на задачите, значи изведувачот, како што спомнав претходно, е одговорен да го почитува договорните одредби, да обезбеди мислења, согласности и дозволи во аспект на животна средина и безбедност и здраве при работа, а надзорот е одговорен за контрола на спроведувањето на активностите на изведувачот. Во текот значи на надзорните активности, надзорот добива овластување од страна на инвеститорот да се справи со суштинските работи на лице место, што би значило комуникација со клиентот, овластување за подпишување на одредена документација и овластување за донесување на одредени одлуки во текот на самото работење. Задачите на надзорот можат да се поделат на вака така наречени witness point или точки за сведочење. Овие точки бараат континуирано присуство на надзорот од аспект на мониторирање на процесот, hold points или заперни точки, кои што се точки кои што значи изведувачот треба да добие одобрување од страна на надзорот за да продолжи со активностите и административни задачи односно следење на целокупната документација и известување. Активностите најпрво значи се прави стратегија за искупување врз основа на анализите на XRF, анализите и физичкиот изглед на материјалот.
во согласност, во координација со изведувачот, значи се прави стратегија за искупување, а верификацијата е односно во точка на запирање. Следна активност искупување на материјалот од депонијата, значи од кога ќе се воспостави стратегијата, изведувачот си ги врши своите активности за искуп и пакување на отпадот и контаминираната почва, а функцијата на надзорот е значи да го мониторира самиот процес и врз основа значи на физичкиот изглед на почвата и читањето на XRF анализите. Следно е транспорт, значи од самиот базен од кај што се ископува материјалот до депо или директно транспорт во машината за пакување, односно од депот, од базенот во директно во бурење, доколку се работи за чистиот отпад, а доколку се работи за контаминирана почва се прави депо, кое што, како што спомна Џорџ претходно, после соодветни анализи се одредува неговото лоцирање. Исто така, значи, во координација со изведувачот, како што спомнав, донесуваме одлуки дали одреден материјал има слични концентрации, конкретно контаминирана почва, доколку има доколку има If there is a specific degree of можно е да дојде до спојување на одредени депо или значи затварање на депоата. Следна активност е следење на транспортот, односно утоварот на самиот отпад при транспортот во камионите и напуштање на локацијата од ОХИС. Исто така се следи, се мониторира употребата на личната заштитна опрема, значи нејзиното правилно користење, и на крајот, од кога ќе се исчисти отпадот, се прави анализа на квалитетот на почвата на дното на базенот и се дава опис на статусот. Како најдобра позиција, значи од аспект на точка за сведочење, односно witness point, поголем дел од времето тоа се случува внатре во шаторот, односно во црвената зона, а самото место, значи, треба да биде доволно безбедно, подалеку од градежните машини, треба да има добар преглед на ископот, исто така добар преглед на останатите активности кои што се случуваат во самиот шатор. На крај на ден, значи, се подготвуваат записи на дневни активности кои што опфаќаат општ опис на активностите кои што се одвиваат, датумот и времето на надзорот, името на лицето кој што го врши надзорот, активностите кои што се извршени од страна на надзорот, потоа активностите извршени од страна на изведувачот, извршени работи, значи од страна на изведувачот со вклучените материјали, теми кои што се дискутирани со изведувачот пред почетокот на активностите за тековниот ден, се наведуваат сите настани кои што би можеле да влијаат на работата, доколку има инциденти од аспект на безбедност и здравје при работа, исто така се нотираат и значи на крај се нотираат сите одлуки кои што се донесени, а отстапуваат од претходно утврдениот план за ремедиација. За регистрација на верификацијата на промените се користи верификација на примероците, се користат, значи, најпрво се бира место кај што ќе треба се земаат мостри, се користат аналитички методи, во најголем случај апаратот, XRF апаратот кој што гледате на страна, се собираат примероци, значи се идентификуваат бројот и типот на примероци, дали ќе се композитни примероци или индивидуални примероци, се нотира локацијата во базенот и длабочината од која што е земен материјалот, потоа се нотираат карактеристиките на материјалот, значи боја, текстура, цврстина, и на крај се толкуваат аналитичките резултати од собраните примероци на контаминирана почва или отпад. Исто така се води евиденција на искупаниот и препакуван чист отпад или контаминирана почва, значи се евидентира дали е вршен искуп на контаминирана почва или чист отпад,
се нотираат количините на чист отпад или почва. Исто така се нотираат локацијата и длабочината на местото каде што потекнува отпадот со одбележување на мапа. Се повторно се евидентираат карактеристиките на материјалот, се дава опис на примерците за верификација и мерење и се евидентираат броевите на депоата доколку се креираат во текот на денот или броевите, односно идентификациониот број на бурењата кои што се пакувани во текот на денот. Исто така, значи, од сите тие активности има фотографии како евиденција. Дополнително, во случај кога се креираат депоа, значи за секое депо се евидентира типот на депо, дали е чиста почва, дали е контаминирана почва, почва која што треба да се тестира. Потоа се Soil that should be tested. Then we have to identify the location of the depot on the map with regard to its определува обемот на планираното депо, количини на примената почва, карактеристики на самиот отпад и значи се прави опис на примероците за верификација и аналитичките резултати. И на крај се донесува решение, значи самиот тип на отпад, односно материјалот во самото депо, дали ќе биде класифицирано како чиста почва, контаминирана почва или ќе биде пакувано во бурење. За регистрирањето на транспорт се евидентира, значи дали во текодниот ден е извршен транспорт на контаминирана почва или отпад надвор од локацијата. Се евидентира регистрацијски број на камионот, траса, се утврдува трасата по која што ќе се движи транспортот и крајната дестинација, се врши преглед на количините кои што се товарени, список на регистрираните бурења. Потоа се проверуваат документите, значи потврдите од мерења и преостаната администрација која што е потребна за транспорт. И се гледа дали транспортот надвор од локацијата се одвива согласно со планот за ремедијација. И на крај дали е соодветно етикетирањето. Од аспект на безбедност и здравје при работа, значи се евидентираат неколку работи. Најпрво дали изведувачот, значи, работи согласно планот за безбедност и здравје при работа, правилно одржување на локацијата, почитување на зонирањето, кој што претходно го изложи Џорџ, и соодветно користење на лична заштитна опрема. Надворешни фактори кои што дополнително би можеле да влијаат, значи, на безбедност и здравје при работа е појава на неидентификуван опасен отпад или контаминирана почва во текот на ископот и можно е, значи, појава на присуство на азбест. Исто така се евидентира и усогласеноста со животна средина и надворешните околности, значи усогласеноста на изведувачот со прописите за животна средина, евентуални надминувања на граничните вредности во амбиенталниот воздух, се идентификуваат социјални аспекти, во овој случај, значи, недоразбирање со засегнати страни, жалби, поплаки или евентуални обиди некој да влезе во локацијата, односно во шаторот. Биолошки и археолошки аспекти, доколку ги има, во нашиот случај ги нема. И на крај се пополнува, значи, онлайн форма, која што се доставува до најпрво до ТАУ како водечки, како лидери на надзорниот тим, а понатака до инвеститорот и до Министерството за животна средина. Ви благодарам на внимание. Ви благодарам за обраќањето. Сега, почитувани, ве поканувам да го погледнеме кусото информативно видео, подготвено со цел за активностите и за проектот.
има индикации дека има и канцерогени. И од тие причини неговото елиминирање е нужно и Стокхолмската конвенција токму алудира на тоа таму каде што имаме отпад кој што содржи субстанции кои што се на листата, вклучувајќи го и линданот, да ги елиминираме. Она што сега следи во рамките на проектот кој што го финансира ГЕФ и владата на Република Македонија е веќе почеток на елиминирање на дел од овие депонии. Би требало кон крајот на оваа година да отпочне и елиминирањето на помалата депонија, каде што е депониран Делта изомерот, каде што се околу 10.000 тони складирани и потоа да се бараат средства финансиски за решавање на големата депонија, каде што се околу 40.000 тони депониран опасен отпад. Очекувам овој проект меѓу другото да демонстрира дека технологијата која ќе биде одбрана, селектирана за деконтаминација ќе биде апликативна и за другата депонија, за поголемата депонија во другиот адрес и за останатите контаминанти кои имаат слични особини како и линданите и кацата изомери. Во исто време се планира и покривање на големата депонија со водена пропустива мембрана, да се спречи емисија во воздух и продолжување на загадувањето на подземните води привремено. Сметам дека се слабо информирани во однос на ваквите штетни. So the public opinion is not sufficiently informed about such activities, and in the future, the public awareness should be improved. In other words, the citizens are supporting the initiative for the removal of the linding, and they would like to be actively informed. Точните информации се рецептот за правилно информирање на младите и постарите, се разбира. И тоа мислам дека ја подига свеста на популацијата кога ќе се диферува и ќе се пласира со оваа точна информација. Тоа беше видеото, сега ќе отворам дискусија и ќе поканам да повелете за прашања поврзани со целиот овој процес. Mr. Thomas Grau had a raised hand so far. Please, Mr. Thomas, can you accept to be a panelist in order for people to hear you? Can you hear me now? Yes. Yes. I have a question with regard to the sealing of the soil inside the tank. What's happening to the coarse materials that are remaining on the seed? It was very bad sound. Can you repeat the question or put the question in the chat box? Okay.
Okay. So the question is, what is happening to the coarse grained soil which goes not through the sieve? Дали го слушнавте прашањето во сала? Can I reply? In one of the previous pictures, you can see that there is an angle actually in the back of the conveyor which leads to a drum. So the reply to this is whatever it doesn't go through the sieve is being also repacked into drums. You're welcome. Сања од Мета може да постави прашање следно. Добар ден, дали ме слушате? Да. Борете. Фала. Имам две прашања. Едното е до изведувачот, значи практично, ако добро разбрав, околу 330 тони се веќе спакувани. Колку е тоа од вкупната количина и според сегашнава динамика за колку време они би предпоставувале дека ќе заврши целиот процес? И второто прашање ми е до Министерство, односно дали има нешто ново врзано со продолжување на овие активности In terms of resuming with this activity. во големата депонија. Толку. So regarding the first question, indeed we have repacked approximately 350 tons out of a total of 650 tons of the whole project. It is equal more or less to 60%. Based on the current pace of operations, we believe that within 2 weeks we'll have completed everything related to the packing of the project. Во врска со второто прашање, околу тоа дали се работи на обезбедување на средства за чистење на големата депонија. Да, постојат веќе во тек се одредени преговори, се размислува за барање на нови извори, меѓутоа преговори со Европската унија се во тек за дополнителни средства, иако Европската унија имаме веќе за Малава депонија донирано во фондот, мултипартнерскиот фонд за животна средина. Веќе 2,5 милиони се донирани од Европската унија. Меѓутоа за големата депонија сметам дека ќе има веќе барем покажан интерес од нивна страна за дополнителни средства. И можам да потврдам на последната средба со представник на ГЕФ во текот на конференцијата на земји членки на Минамата конвенцијата. Имавме директен личен контакт и разговаравме околу тоа дали се уште стојат на ставот дека доколку демонстрираме успешно комплетирање на првата количина на ХЦХ, она што е предмет на проектот финансиран од ГЕФ, дали ќе можеме да добиеме дополнителни средства и повторно добив потврда дека ќе можеме да бараме дополнителни 10 милиони од глобалниот еколошки фонд. Така да мислам дека во овод ќе оди мобилизирањето на нови средства и мојот впечаток е дека подигната е на многу повисоко ниво свеста помеѓу оние кои одлучуваат во земјата и надвор од земјата. И од тие причини јас сум оптимист дека ќе имаме во догледно време и средства за да може да се започне со големата депонија. Благодарам.
Имаме коментар во чет бокс од господинот Дарко Блинков од Државниот инспекторат за животна средина дека се врши континуиран надзор за сите активности, исто така и од оваа институција. Во моментов од сите присутни нема кренати раце, доколку има некои прашања. Еве имаме повторно од чет. Димитар Гушевски прашува дали се следи здравствената состојба на вклучените извршители на активности, вклучувајќи го и надзорот во кој што биле вклучени во изведба на работите. Значи на комплетниот персонал дали се вршат здравствени анализи тековно. So, thank you for the question. There are, regarding the health monitoring of all involved personnel to the project, there are medical tests before the commencement of works which have been already made. And furthermore, there will be additional medical tests after the completion of works. Вклучувајќи го и надзорот. Also, there will be и периодични тестирања на вработените, не само по завршување, туку и измеѓу на одреден период. There will be medical examination in between. So, yes, I will sum up. Examination. Yeah, I will sum up. So the answer was, одговорот беше дека и на почетокот и на крајот од извршување на работите ќе се направат на анализи, меѓутоа и периодични тековни испитувања на сите вклучени во расчистување на малата депонија. Дали случајно имаме дополнителни коментари или прашања од присутните, вклучените на вебинарот? Може би да ги повикам и присутните експерти во салата на МЕД, доколку сакаат да додадат нешто во овој контекст за тековните работи на терен. Нема прашања. Информација до новинарите дека ќе следи снимка од денешниот настан за оние кои што не можеа да се приклучат од почетокот и остануваме за дополнителни прашања да ни се обратите директно, да ве поврзаме со експертите и сите вклучени страни и ви благодарам во името на МЕД и на Министерството за животна средина и канцеларијата ПОПС за следење на денешниот настан. Пријатен ден на сите. Пријатно.